Почитувани гледачи, добро утро и добре дојдовте за оние кои сега се вклучуваат во програмата на утринската на Телма, односно во редовната рубрика Да си кажеме. Утрово гости Бојан Цветановски, АЦИ Македонија, Сдружение на финансиски пазари и Снежана Поповска, инвестицијски советник. Добро утро, добре дојдовте во студиото на Телма. Добро утро. И на Skype ќе го вклучиме Дарко Симуновски, криптоинвеститор. Така што среќен сум што ова утро со ваков еминентен собир имам навистина тешкаши стручњаци кои ќе можат да ги дадат своите релевантни анализи на тема криптовалути, што е тоа, дали е тоа бизнис на иднината или пак еден вид на коцка. Да не губиме време, да почнеме веднаш. Криптовалутите овие денови се многу актуелни. Прво поради рекордниот износ на биткоинот, рекордната вредност. Биткоинот си го урна сопствениот претходен рекорд, ја помина таа граница од $60,000 за еден биткоин. Потоа повторно падна, меѓутоа она што ги прави криптовалутите актуелни деновиве е и информацијата што беше актуелна вчера, односно сите новинарски екипи истражуваа што се случува во подрумите на градскиот трговски центар во Скопје, каде се копа, односно мајнинг, рударење, производство на криптовалути. Иако тоа не е незаконски е крадењето струја, па имаше информација, односно недоумица дали струјата што се на која работат компјутерите во подрумите на ГТЦ ја плаќаат дуќанџиите, кој ја користи, кој ја плаќа. На почетокот да објасниме за гледачите што значи тоа рударење, односно како се произведуваат криптовалутите. Имате ли искуство со производство на криптовалути? Еве да почнеме со Снежана Поповска, повелете. Така, вака. Значи, за да опстане мрежата, ако зборуваме конкретно за биткоинот, значи биткоинот е една децентрализирана мрежа која што за да се создаде на нов блок во тој синџир на трансакции, значи потребно е да се проверат сите трансакции од сите мајнери, така наречени мајнери кои што ги има, нели, кои што се распространети низ целиот свет. И со самото тоа копање на биткоин или на било која криптовалута, значи тие прават верификација. Ај поедноставно. Да. Многу е сложен јазикот на кој се обидувате да објасните, бидејќи сакаме на обичните гледачи, на обичните луѓе да им објасниме како се создава едно криптовалута, бидејќи и самиот поим криптовалута е нешто невидливо, нешто што не може да се пипне и да се допре, да се види. Како се произведува тоа? Што прават тие компјутери во подрумите или на тие така наречени фарми за криптовалути? Значи, ги проверуваат трансакциите. Значи, криптото значи дека кога станува збор за крипто, имаме само читање и запис. Значи, не може трансакциите да се бришат, да се менуваат и тоа е една од предностите на криптовалутите. И сега, кога имаме трансакции, значи тие мајнери ја одржуваат целата таа мрежа и проверуваат трансакциите дали сте се обидели да произведете криптовалути? Значи, само малку зборот произведување на криптовалути мислам дека е несоодветен, затоа што сите тие што мајнат, тие се всушност лицата кои што ја поддржуваат таа цела мрежа да опстане. Значи ги проверуваат трансакциите да бидат многу теориски ми објаснувате и ајде да зборуваме практично. Вие инаку за појаснување на гледачите пред да влеземе во ова студиото ми рековте дека искрено верувате во иднината на криптовалутите. Точно, да. Значи вака, јас мислите дека станува збор за бизнис на иднината? Да. Значи јас исто сум мајнер на криптовалута и тоа што мојот трик го прави, значи мајнер во превод значи рудар. Рудар, да. И тоа што јас го добивам како награда за одржување на целиот тој систем, за да тој систем да опстане, значи целата криптотрговија да опстане, значи потребно е да има луѓе кои што преку proof of work ќе успеат да одржат мрежата да биде непробиена, значи да рудар значи дека на некој начин копате компјутерски. Да, тоа се компјутер. Копате и ископувате криптовалути. Како го правите тоа? Значи бидејќи рековте самата сте мајнер. Тоа се машини кои што работат на комплексни задачи, кои што ги проверуваат сите трансакции. Значи што е целата основа, значи кога зборуваме за криптотрговија или за биткоин, ние треба прво да знаеме што всушност представува биткоинот и што стои позади него. Значи тоа е еден револуционерен изум кој дозволува да се вршат директно трансакции помеѓу ентитети без посредство на финансиски учесник. Кога ве слушам, како оние договорите што ми ги нудат во банка кога идам, со многу нејасни банкарски термини. Така, да. Вие сте инаку банкар по струка, по професија, исто и Бојан Цветановски.
Ке може ли да ја надополните Снежана во оној дел, таа е таа што искрено верува во иднината, а Бојан Цветановски е скептик, бидејќи јас прво што би прашал што стои за таа вредност на криптовалутите. Ако, например, денарот и секоја друга општо прифатена, односно државна валута, стои гарантира Централната банка за незината вредност, со резервите од злато или со нешто друго, каква гаранција има за криптовалутите? Па вака се, значи да давам одговор на вашето прашање, малце треба историски да се вратиме наназад. Значи биткоинот беше основан 2009 година. Се појави во јануари месец и имаше две причини. Значи негов основач, да кажеме, Сатоши Накамото. И кога се појави биткоинот имаше две причини кои што беа за неговото појавување. Имаше една афирмативна и една конспиративна. Афирмативната е дека ќе представува биткоинот дека е замислен како чувар на вредноста. Значи чувар на вредноста во однос на другите валути, значи евро, долар, бидејќи во тоа време Европската централна банка и ФЕД започна со печатење на пари како помош за санирање од финансиската криза која беше 2008 година. Значи тоа беше една афирмативна теорија, имаше уште една конспиративна теорија која што кажуваше дека биткоинот ќе биде механизам за непречен платен промет, меѓународен платен промет, кој што ќе ги заобиколи финансиските институции. Значи сега со текот на времето се покажа дека чувар на вредност биткоинот не може да биде, затоа што позади него, како негово покритие, не постои реален сектор. Значи немаме стоки. Јас колку што знам, копа, односно решава математички задачи, произведува некои логаритми. Така. Зашто може да послужат тие? Може да се искористат во научни цели? Дали таа равенка на крај што ќе биде решена може да послужи во научни цели или да се искористи некако? Каква е таа вредност? Значи, Снежана бараше збор дека зборувавте јас се обидувам да ви докажам, се извинам. Значи вака, јас и ти сакаме да извршиме трансфер на пари. Така, јас сум банка А, ти си банка Б, значи мојата сметка е во банка А, твојата е во банка Б. Значи, основната замисла на биткоинот е да може ние без посредник да можеме да извршиме директен трансфер на пари без да има двојно трошење. Што значи тоа? Значи, тоа значи дека за да јас и ти го извршиме тој трансфер на пари, значи преку таа peer-to-peer network преку која што е изграден биткоинот, тие мајнери всушност ги верификуваат трансакциите, проверуваат дали таа трансакција е направена веќе и доколку е еднаш направена, таа е веќе во тој синџир на база на дата на податоци и не може да се дуплицира. Значи, мајнерите не дека ништо не преначи, они ги верифицираат трансакциите и доколку таа трансакција веќе еднаш е направена во системот, значи, они ја отфрлаат. Значи, не може ништо да се дуплира, да се избрише или да се направи нешто што е веќе еднаш направено во целиот тој блокчейн синџир на трансакции. Значи, работата на мајнерите, одржување на таа мрежа и верификација преку proof of work, да ги верификуваат новите трансакции кои што ќе влезат во тој синџир. Ајде во емисијата да го вклучиме и нашиот Дарко Симуновски, кој од неодамна живее во Шпанија и таму работи како криптоинвеститор. Дарко Симуновски, те поздравуваме од студиото на Телма во Скопје. Дали би можел да се вклучиш во програмата преку Skype? Добро утро, здраво на сите. Како е во Шпанија утрово? Сончево, како секогаш. Времето е секогаш прекрасно, луѓето се ведри и сите се отворени. Прекрасно, со еден збор. Блазе си ви уживајте таму. Ние овде во студиото со Бојан Цветановски и Снежана Поповска почнавме да разговараме за криптовалутите. Снежана Поповска вели тоа е бизнис на иднината, односно тоа е валутата на иднината се криптовалутите. Бојан Цветановски е малку резервиран по однос на ова прашање. Почнавме да објаснуваме како настанале и што е вредноста, како се копаат, како се произведуваат криптовалутите и зошто е толку скапо производството нивно, зошто се троши толку струја. Повели со твоето видување од таму и потоа остани со нас и можеш да се вклучиш подоцна во дискусијата. Секако. Значи, овде станува збор за нова технологија. Блокчейнот како појава, таа е сосема нова технологија од пред повеќе од една деценија, со излагањето на првата монета, коин, биткоин.
Исто така овде се работи и за нов вид на финансии. Пред да продолжиме, значи јас би сакал да кажам дека оваа технологија и овие нови финансии едноставно се еволуција на човештвото. Значи овде нема никој против никого. Едноставно, значи е имплементација на нови технологии и нови финансии. Главната работа во криптовалутите и во овие фиат валути има повеќе карактеристики што може да се споредуваат и да се најдат и предностите и маните на едните и на другите. Најглавната карактеристика што криптовалутите се децентрализирани по природа. Таа е многу голема и елементарна работа, затоа што ние уназад, веќе во векови уназад, ние не сме едуцирани економски како што треба. Добро, ќе ми дозволиш да те прекинам со едно подпрашање. Ми падна во очи кога се подготвував за темата едно ваше интервју за еден од македонските портали, мислам дека беше Plus Info, и во насловот беше изваден ваш цитат: ако денес купите криптовалути во вредност од $5,000, за 5 години тие ќе ви вредат $100,000. Навистина ли толку силно верувате и така ги охрабрувате граѓаните да инвестираат во криптовалути, кога самите знаеме дека пазарот е многу нестабилен? Тоа е првото прашање. Второто би ве потпрашал, дали колку вие тежите во криптовалути, колку тежи вашиот виртуелен паричник или како го нарекувате дигитален паричник, ако навистина толку искрено верувате во иднината на криптовалутите? Да. Еве сега ќе ви кажам еден пример. Биткоин во 2019, значи неодамна, крајот на 2019, чинам октомври или ноември беше, тогаш беше падна до $6,000. Тогаш во тој момент луѓето што го следеа криптопазарот, значи беа многу булиш, значи сакаа многу да купуваат, и јас исто така купував. Еве на 10 ноември, пред неколку денови, нели, стигнавме до $68,000. Така да, значи, сега е повторно под 60. Да, денес е 60,000. Но меѓутоа, тоа, видите, пазарот е моментално на криптовалути ранлив. Затоа што сепак станува збор за еден многу мал маркет со под 3 трилиони, значи 2,75 трилиони. Затоа што како што иде адаптацијата со тек на време, тој маркет ќе расте и таа ранливост, односно менливост на цената ќе се намалува. Моментално проценките се дека криптовалутите, односно пазарот на криптовалути во споредба со пазарот на акции е 8 пати повеќе се движи горе-долу. Значи, тоа е нормално затоа што сепак овој маркет е се уште мал и се уште е во една рана адаптација, светска адаптација. Добро, јас би сакал повторно да се навратам на производството на криптовалути. Веројатно ранливоста и нестабилноста на пазарот на криптовалути се должи и на големата потрошувачка на електрична енергија во време кога светот се соочува со енергетска криза. Како вовет во следната дилема која ќе им ја поставам на моите гости Цветановски, Поповска и Симуновски, би сакал да ја замолам режијата да видиме, бидејќи моите колеги од КОТ истражуваа на темата како се произведува криптовалути, колку чини струјата потрошена за... И има многу диво вклучени произведувачи, диви фарми. Фарми кои легално произведуваат криптовалути, бидејќи во Македонија тоа не е забрането, меѓутоа забрането е крадењето струја, односно дивото приклучување. Па снимија еден представник на ЕВН Македонија кој е задолжен за тоа, за дивите приклучоци. Ако е подготвена изјавата, да ја слушнеме, ве молам. Во последно време, како во нашиот район кој што го одржуваме и пошироко е забележано зголемување, посебно на одредени места на потрошувачка. Потрошувачкава се зголемува врз основа на нови уреди кои што се внесуваат во објективе, меѓутоа во одредени райони е драстично зголемена од објекти каде што не живеат потрошувачи, туку се работи и се копа активно криптовалутите кои што станаа доста активни во нашава република. Местава кои што беа погодни и во минатово проблематични од типов на кражби и места кај што потешкоти имавме при промена на броила, сега стана уште потешки бидејќи стана места каде што многу лесно без финансиски трошок за електрична енергија да се копаат криптовалути.
Кај нас се застапени во областите на Сингелич, Арачиново, Дижонска и еден реон на Гази Баба. Најчесто се таргетираат места кај што немаме потрошувачи, запуштени објекти, места кај што не функционирала фирма, па фирмава е затворена или под стечај, приватни домувања, недоградени објекти или доградени, меѓутоа се уште немаме за верски објекти, немаме најдено криптомајнинг. Институции не. Буквално е областите се места кај што нема некој кој што би можел да достави пријава, да каже дека постојано снемуваат електрична енергија или таквите места ни ги јавуваат веднаш. Имаме модус на кој што таргетираме изводи од трафостаници кои што имаат енормна зголемена потрошувачка, се прават контроли, а од друга страна и самите потрошувачи ни се случи неколку пати да не водат, поради тоа што самите снемуваат електрична енергија, да ни посочуваат објекти, да бараат овој објект да биде исклучен од напојувањево, да го исклучиме, никој да не се пријави дека нема струја, објектов тотално изгледа дека е запуштен и мрежава да се смири. Еве, слушнавме проблемите со кои се соочува ЕВН во смисла на тоа дека дивите приклучоци ја саботираат мрежата, односно има испади во мрежата. Дали вие, бидејќи спомнавте дека сами дома произведувате криптовалути, имате проблеми со напонот? Колку струја плаќате? Не, значи колку што ќе ми дојде сметката, значи... Дали сметката за струја е повисока од вредноста на произведените криптовалути? Не. Во тој случај не би било економично исплатливо. Значи тоа што верувам дека потегот на ЕВН е сосема коректен и во ред и тоа е нивна задача да ги изнајдат тие региони или места кај што има нели фарми за купање на криптовалута и кај што луѓето нели нелегално они можеби купаат легално, но значи не ја искористуваат струјата без да платат сметка за тоа, затоа што јас верувам дека луѓето кои што рударат или купаат криптовалути заработуваат доволно доста за да може да се ја платат сметката за струја, а не да иде тоа на штета на народот. Значи јас го поддржувам потекот на ЕВН и сметам дека така треба да биде. Значи се додека ние сме ги почитуваме правилата на игра и нели соодветно на тоа постапуваме како што нели не налага законот, значи не би требало да има никаков проблем луѓе кои што сакаат да заработуваат, да имаат дополнителен приход, да бидат спречени во одлуката да бидат учесници во тој блокчейн и во така, кога станува збор за фарми, веројатно станува збор за поголем број на компјутери, односно овие компјутер графички картички кои произведуваат криптовалути. Вие дома немате фарма, претпоставувам, имате... Не, имам само еден рек. Еден компјутер е тоа, веројатно, така? Една графичка картичка и колку месечно може да се произведе? Колка е вредност на криптовалута? Значи, износот кој што се добива како награда, значи мајнерите добиваат награда за тоа што учествуваат во процесот на одржување на таа мрежа да биде стабилна. Значи, наградата што ја добиваат во коини мајнерите, значи варира. Тоа не е фиксен износ кој што може да го добиваме секој месец и да кажеме дека ја месечно заработувам, да речеме, $200. Значи тој износ варира во зависност од обемот на трансакции кои што се прават во даден период. Доколку се зголеми. Во просек може да ни кажете минатата година или па не би сакала оваа година за колку пари станува збор? Не би сакала да давам такви бројки затоа што мислам тие варираат. И мислам дека ќе биде многу погрешно ако кажеме некаква бројка, ќе ги навидиме гледачите да можеби погрешно донесат одлука за тоа дека вие како рудар, како мајнер, имате работа на компјутерот или само го пуштате компјутерот и тој сам си работи се? Значи немам. Како всушност се уклучува компјутерот и сам си прави све што треба? Да. Има апликација која што се инсталира, на која што нели се подесуваат сите потребни работи и после известно време, значи се префрлува делот криптовалутата која што ја купате, значи се префрлува на вашата сметка на вашиот новчаник како награда во зависност од обемот на тргување што се направил за даден период. Значи доколку тоа се мери преку хаш рейт, преку хаш рейтот на трансакциите и доколку се зголеми хаш рейтот, тоа значи дека обемот на мајнерите значи е зголемен и соодветно на тоа ќе се зголеми и приливот поднос на купање криптовалути за даден период. Цветановски, вие сте банкарски колега на Поповска, дали се согласувате со дали ви како ви звучи ова што таа го зборува во однос на производството на криптовалути? Па сега ќе објаснам еден друг аспект. Значи во основа кај мајнингот или кај копањето, сите што се мајнери, сите се во трка по главната награда.
А што е главната награда? Значи на секои 10 минути имаме нов пакет на трансакции или на купопродажби кој што треба да биде конфирмиран. Тој се конфирмира со помош на решавање на математичка сложувалка и тука фактички нели учествуваат сите тие компјутери со таа процесорска моќ. Значи целиот свет се надпреварува, сите мајнери во решавање на таа математичка сложувалка на секои 10 минути. Кој прв ќе ја реши, односно ќе ја конфирмира блокот на трансакции, тој добива награда од 6,25 биткоини. Значи тоа е, да кажеме, А кој ја задава таа математичка задача? Тоа е автоматски системот. Значи автоматски системот на секои 10 минути генерира нели нов, ајде да кажеме, ребус. Значи во светот на криптовалутите, она што е централната банка во светот на нашите валути, општо прифатените, овде е системот. Го велите системот. Па системот е, меѓутоа видете сега тука, системот го има поставено Сатоши Накамото. Он го има поставено системот, тоа беше виртуелна личност, онлайн личност, која што потоа се беше констатирано дека не постои. Значи де факто биткоинот некој генерирал код, направил white paper и го пуштил на интернет. Така е, значи тоа е непозната група на иноватори. Анонимуси, да. Анонимуси дефинитивно. Значи тоа беше личност која што постоеше онлайн, која што разбрав, ова го кажувате иронично или така? Да, значи не може како така Сатоши Накамото е анонимна, значи до ден денес не знаеме кој стои, значи кој е идентитетот позади тоа име, но тоа не значи дека некој не го создал првиот код и првата не е револуционерна. Меѓутоа, зошто е таа група анонимна? Значи, тој е дефинитивно создаден или од група или од човек, најверојатно од група на програмери под псевдоним Сатоши Накамото. И тој ги има ископано првите милион биткоини, кои што се уште стојат на негова сметка. Но се зборувате само за биткоини, што е со другите криптовалути? Да, тоа сакав да кажам јас. Се зборуваме за биткоини, може треба да зборуваме малку поопширно за целата блокчейн технологија и за сето тоа што ќе го револуционира светот во кој што живееме. Значи ние зборуваме за биткоин, Добро, само да добијаснам за негативната страна на копањето. Значи тој што ќе ќе направи конфирмацијата на тој пакет на трансакции, тој ја добива наградата. Сите останати потрошили електрична енергија, да кажеме, попусто. Не, јас ова сега ќе го порекнам за тоа што значи кога се мајна не значи дека само се копа за да се генерираат нови криптовалути, него туку и за да се одржува мрежата да биде стабилна, што значи има се викаат liquidity pool, значи базини во кои што сите учествуваат заедно и наградите од одржување на таа целата мрежа се распределува пропорционално на сите. Значи не зборуваме само за копање за генерирање на нови криптовалути, него мајнерите ја поддржуваат мрежата и како награда за тоа поддржување на мрежата, они добиваат криптовалути, затоа што јас кога идам на работа за мојата работа во банка, добивам плата. Нормално дека и они треба да бидат наградени за вложениот труд и електрична енергија за да ја поддржат таа мрежа да биде како што треба, протокол да биде непробиен. Добро, си дозволив да бидам индискретен со Дарко Симуновски, ќе си дозволам да ве прашам и вас директно, иако можеби е некултурно, нели, за Не, платите и примањата не се прашува, меѓутоа ќе ве прашам, бидејќи силно верувате во иднината на криптовалутите, може ли да ми кажете колку тежи вашиот виртуелен паричник? Од прилика. Некоја сума. Не би сакала да го коментирам тоа е лично и мислам дека и релевантно со оглед на тоа сите имаме различни примања, различни приходи и тоа е сметам дека во зависност од примањата и приходите што ги имаме, секој си одвојува доволно средства кои што сака да ги инвестира во криптопазарот. Добро, но ја би сакал да ве замолам како вашиот виртуелен паричник би можело да го претворите во вистински пари? Точно, да. Значи во Македонија каде што не е регулирана оваа дејност. Тоа е основниот проблем за кој што сакам баш да дискутирам и покрај насоката на Народна банка која што има дадено официјално на нејзината веб страна, има дадено основ по кој што нели банките може да реализираат трансфери по основ на криптотрговија. Значи банките се ригидни во тој поглед и сметаат дека треба да постои закон во кој што децидно ќе биде објаснето како они ќе ги спроведуваат тие трансакции, затоа што во Македонија се додека не се регулира, а имаме голема криптозаедница која што енормно се шири бидејќи луѓето сакаат Колку луѓе во Македонија се занимаваат со криптовалути? Па јас верувам дека е преку 10.000, што не е малку. Значи Симуновски вели сепак мало е учеството на оваа дејност, на овој бизнис во. Значи немаме податок зашто луѓето официјално не кажуваат јас копам или јас тргувам криптовалути за да имаме некаква бројка, значи ама ја вие вашиот паричник каде може да го направите во вистински пари? Во менувачница или преку пријатели. Значи како во менувачница? Во секоја менувачница?
Значи има менувачници кои што се специализирани за размена на криптовалути за денар или било која останата Колку валута. менувачници има такви во Македонија? Па колку има, значи 3-4 сигурно има. Повеќе има, негде повеќе се од 7. 3-4 сигурно што јас лично ги знам, да. Значи проблемот е бидејќи не е регулирано. Дарко вели повеќе од 7. Не, проблемот што е? Проблемот е бидејќи не е регулирано, значи јас ако имам нешто Бидејќи не е регулирано, дали таа менувачница денес ако затвори, каде ќе ги направите вие вашите криптовалути во пари? Моментално како прават кај нас во Македонија. Значи јас имам криптовалути што сакам да ги продадам, вие сакате да инвестирате на пазарот, се договараме помеѓу себе, јас на вас ви префрлам од криптовалутите или од токените што ги имам, вие мене ми давате денари. Тоа е едната опција преку која што луѓето... А каде се бараме? Има значи, некој... имаме Facebook групи, имаме групи по сите социјални медиуми каде што нели имаме огромна криптозаедница која што енормно расте од ден на ден и преку тие групи на Facebook, на Twitter, на Reddit, на Discord. Добро, менувачницата ви зема провизија веројатно? Да. А ако се најдеме директно на таа Facebook група без провизија ќе си ги договора помеѓу лицата како сака, значи некој менува тип за без провизија, некој зема да речеме некоја минимална провизија, тоа е договор помеѓу луѓето. Кој губи обично? Тој што дигиталните валути ги претвара во вистински? Обично меѓу себе кога си менуваат не земаат провизија затоа што мене ми е во интерес да си ги сменам токените за да дојдам до фиат пари за да можам нели да ако имам некакво плаќање кој што сакам да го извршам нели со кеш, а од друга страна бидејќи ви имате потреба да купите stable coins, односно криптовалута преку која што може да тргувате на таа берза, вас ви е потребно исто така имате од интерес да не плаќате провизија, стану да дојдете до тие пари побрзо за да можете да инвестирате на тој пазар. Другата варијанта Другата опција е луѓето користат други платежни провајдери во светот како што се PayPal, Payoneer и многу други платежни институции преку кои што, значи преку кои што они изнуѓаат начин како да си ги монетаризираат своите токени или криптовалути и да може нели после тоа да си ги користат парите за плаќања во државата или надвор од државата. Цветановски, иако ова се што го зборуваат Симуновски и Поповска личи така малку тешко, малку виртуелно, малку далечно за поимање и за разбирање, би им дал за право во таа смисла бидејќи на една серија видов дека кредитните картички пред еден век биле сосема незамисливи. На тогашните американци некој кој ќе им речел на оваа картичка ќе имате пари, ќе тргувате, ќе плаќате исто како што денес плаќате со доларите. Во тоа време било незамисливо, сепак денеска сите плаќаат на картичка и плаќањето во готово е се поретко. Во исто време велат моите соговорници дека банките се ригидни, конзервативни по ова прашање. Дали во иднина ќе паднат банките или ќе пропаднат криптовалутите, бидејќи ако продолжат вака работите како што сега се одвиваат, нема место и за двете. Или ќе се вратиме односно ќе останеме на ова банкарски трансакции, банкарско тргување се преку банка, или ќе одиме сосема на во дигиталниот виртуелен свет и се ќе биде онлайн и се ќе биде така. Дали јас да кажам? Видете, тоа вака кажувате, да. Тоа делува нели вака прилично атрактивно, меѓутоа ако земеме реално криптовалутите или да кажеме биткоинот, ако ги споредиме компаративно со класичниот начин на плаќање, со платежна картичка, ќе имаме дека се уште платежната картичка има компаративни предности на секое поле. Вие видите да потврдите една трансакција со биткоин, ви треба од 10 минути до 1 час, значи да биде таа конфирмирана. Сега замислете дојдете во некој маркет и да чекате 10 минути вашата трансакција да биде потврдена. Второ, значи исто таа што е да кажеме како голем недостаток е тоа што нема гарантор биткоинот. Значи еве да земеме нема суверено тело кое што би гарантирало неговата екзистенција. Тој сега функционира, да кажеме на некој начин како една профитна корпорација. Значи профитна корпорација и тоа се ќе биде во ред дека неговата вредност расте. Дарко се смее и сака да ви реплицира нешто. Носи профит, Поверете, Симонски. Прво сакав да ја надополнам Снежана. Исто така има еден начин, јас што лично го користам, имам картичка, Виза картичка. Виза има одлична соработка со криптовалутите. Виза со широко отворени раце ги прифаќа криптовалутите и ги имплементира во начинот на трансакции. Јас имам Binance картичка каде што можам секаде во светот на било кој ATM машина, апарат, да си повлечам фиат валути во локална таа фиат валута што постои било каде во светот. Од криптовалути да ги претворите во евра. Апсолутно. Само со една картичка, Виза картичка
имам веќе на контото на Binance, значи пари, односно криптовалути се извинувам, и јас можам да ги конвертирам, односно да ги извадам од било која ATM машина во било каде во светот. Тоа е што сакав да надополнам Снежана. А сега другото што сакав да се надополнам на Бојан беше, нели? Да. Значи, видете, прво да се разбере, значи ова е многу битно, децентрализираност. Ние луѓето самите по природа треба да функционираме децентрализирано. Премногу сме робови на централизирана моќ. Таа централизирана моќ, кога некој ја има во своји раце, станува на прашање на време како ќе злоупотреби таа моќ. Добро, да не навлегуваме сега во филозофски дебати. Да, но меѓутоа имавме ние случај како Евростандард банка, што пропадна и луѓе што има над 30.000 евра, уште не може да си ги земат тие пари. Добро, но сега јас тука ќе ви реплицирам дека во светот по изјавата на Илон Маск дека ќе запре Тесла, негова Тесла со тргување со криптовалути бидејќи се троши многу енергија, во еден ден беа изгубени 200 милиарди долари глобално, кога вредноста на биткоинот падна од 48.000 долари на не знам колку, на 30. Во еден ден исчезнаа 200.000 милиарди долари на луѓе кои од целиот свет купиле биткоин по висока вредност и потоа тие пари отидоа во неповрат само за еден миг, по една изјава на еден човек. Така што со ова сакам да го побијам ова ваше тврдење за централизација или децентрализација, односно за суверена моќ. Да, значи криптовалутите се тргуваат на минувачници, имаме децентрализирани и централизирани минувачници, значи покрај купувањето на спот пазар кај што ние купуваме, нели, дел од вредноста дали на биткоин или на било која друга криптовалута, значи постојат и фьючерс пазари кај што се тргува со леверидж, односно маргина и се отвараат и се купува од било која криптовалута во многу поголем размер од колку што, значи со позајмување на капитал. И кога пазарот е премногу во екстремно висока граница, значи кога имаме премногу нарачки за купување на тој пазар фьючерс, значи доаѓа до ликвидација и верувам дека тие што цврсто веруваат и на тој начин се чувствуваат слабите играчи од пазарот. Значи при секоја вест која што ќе се каже дали е за биткоин или за криптовалутите, тие што се слаби играчи на пазарот во паника продаваат. И тоа беше панично продавање, додека тие што цврсто веруваат во биткоинот и самите инвеститори кои што се на долгорочни инвеститори, тие цврсто останаа на својот став и ги зачуваа своите пари во нивните новчаници. Значи тие што продаваа беа тие што последни влегоа во пазарот без да имаат било какво познавање за самата технологија или за самото тоа во што инвестираат за да останат доволно храбри и да не подлегнат на тие ценовни осцилации кои што се случуваат на пазарот. Тановски, сакавте да реплицирате нешто на Поповска во врска со... Да, еве јас двајцата гостиите би ги прашал, еве чисто од едно практично прашање, нели? Што би направиле доколку едно утро вашиот биткоин онлайн паричник не можете да го отворите? Едноставно ви кажува дека таа адреса не постои. Значи тоа не може да се случи, значи биткоинот веќе постои 10 години на пазарот. Добре, доколку се тоа случи, кога ќе се пожалите да кажеме, еве? Пошто нели вие сега се давате акцент на децентрализацијата, да, значи неколку пати се обиделе да го нарушат. Значи протоколот е непробиен. И тоа во неколку пати е тестирано, се обиделе луѓето да напред да го хакираат. Добро, порано кога штедевме во банка ни даваа штедни книжки. Сега и во банка кога се штеди немаме книжки. Што ако падне компјутерскиот систем на банката? Кој ќе биде гарант за вашиот депозит, например? Ќе се пожалите кај банката. Тука инвеститорите ги рече се изгуби сметката. Инвеститорите каде ќе во биткоин, каде ќе се пожалат инвеститорите во биткоин? Каде ќе се пожалат? Кај кого ќе? Значи системот е каде ќе ги бараат биткоините? Системот е непробиен. Тој функционира безпрекорно 10 години на пазарот и едноставно може значи само може да се тврди неговата непробивност и неговата сигурност. Имаше еден фалсификат од 2010 година кога значи луѓе треба да се значи во време на информации 184 милиони биткоини беа уфрлени во системот. Ајде да се слушаме еден по еден. Дарко, повели кратко, па ќе се вратиме на Снежана. Вака сега, значи, јас затоа го споменав ова децентрализирано. Блокчейнот самиот како една видна технологија, секој еден што има адреса, односно има криптовалути, дали има на Hot Wallet и користи DEX менувачници или користи CEX менувачница како Binance, значи, он има уникатен код на својата адреса. За некој пример,
ако некој хакер хакне банката, односно софтверот на банката, сите луѓе имаат проблем со своето конто. А овде станува збор, моментално имаме преку 180 милиони корисници во светот на криптовалути, и тој што хакира треба да оди адреса по адреса, нешто што е невозможно. И начинот на кој што, ако правилно се чува кодот на таа адреса, односно на контото, да се пробие е невозможно. И најбитната работа да се спомне е што ова е прв пат можност за сите луѓе да бидат своја банка, тие да бидат газди на своите пари, а не да бидат во собственост, во кастади на банката, односно на централата, да со нивна дозвола јас да правам трансакции. Дали во ова смисла на оно што го кажува Дарко, недовербата кон криптовалутите ја создаваат малку и банките, бидејќи тие се конзервативни по тоа прашање? Банките во Америка и во Европа веќе се стануваат полека свесни и дека криптовалутите се тука и дека ќе останат на пазарот како класа на средства во кој што луѓето може да инвестираат, и они полека почнуваат да ги менуваат своите ставови и да го инволвираат криптото во нивното дело на работење за да земат дел од пазарниот колаж. Значи криптоиндустријата буквално го изгради цел нов финансиски систем. Тоа се наречени децентрализирани финанси, буквално ги реплицираше сите финансиски производи на една децентрализирана платформа каде што луѓето буквално може да прават се што сакаат без потреба на посредник. Значи банката како посредник зема провизија од двете страни. Така, сега, значи се отвори можност на тие децентрализирани платформи да лицата директно склучуваат трансакции без да има ризик дека едната страна или другата ќе биде изложена некаков ризик од неплаќање или од неплаќање. И наместо да се плаќаат енормни провизии на банките, значи тие провизии се распределуваат пропорционално на сите учесници на таа мрежа, на тие децентрализирани платформи. И сега банките полека го сваќаат тоа, значи во Европа, значи дури се борат за закон, банките се борат за закон кој што ќе им дозволи да они чуваат биткоин и останати криптовалути на своите клиенти на нивните сметки. Ајде вака, во интерес на времето ќе ве прашам конкретно и ве замолувам тројцата за конкретни одговори. Првото прашање, две прашања имам. Првото прашање е дали вложувањето во криптовалути е бизнис на иднината или коцкање? Конкретни и куси одговори. И второто прашање е дали Македонија треба, по примерот на некои други земји во светот, да го регулира ова прашање. Имаше таква иницијатива на опозицијата во Македонија да се донесе закон за легализација на дејноста со криптовалути на пазарот, меѓутоа тоа за сега не е во опција. Повелете, Бојан, вие. Видете, значи, како краток одговор, високо ризична инвестиција, која што да кажеме со неизвестни имена. Само јас како гледам, краток момент. Јас гледам на биткоинот како корпорација која што во моментот создава профит. И таа ќе постои се во иднината се додека генерира профит. Во моментот кога ќе дојде во прашање профитот, мислам дека ќе дојде ќе има големи проблеми. Значи тука имаме неколку прашања. Значи првото е растечката цена на струјата, а второ наградата на копачите која што ја добиваат тие секои 4 години се намалува за двојно. Значи во моментот кога тие нема да имаат профит да одржуваат мрежата, ќе започнат да се откажуваат. Што правиме тогаш? Значи некој подрастичен пад на цената на биткоинот може да создаде проблеми за самиот тој концепт. Ја би го нарекол проект. Добро, во однос на второто прашање, дали треба да се озакони кај нас во Македонија таа дејност? Па видете, таа дејност тоа е практично на некој начин инвестиција во, може да се нарече во хартија од вредност, во инструмент. Некаде биткоинот се котира и како стока, значи со X им е напред неговиот код. Тоа значи дека е како стока во смисол на commodity markets. Така да регулацијата добро би дошла, да, зошто да не. Меѓутоа таа рековте дека станува збор за меур од сапуница кој веројатно ќе финансиски меур кој ќе во принцип сега да, значи кажав он почна како беше првичната замисла беше како чуварна вредност, потоа како инструмент на платен промет меѓународен вон официјалните финансиски текови, а сега прерасна во шпекулативен балон, во меур. Значи сега мора да доаѓаат нови инвеститори во биткоинот, а зашто тие на некој начин ги финансираат претходните. И тој ќе расте, и до сега дека расте нема да има проблеми неговата цена. Меѓутоа ако има некој подраматичен пат тогаш. Поповска, коцка или бизнис на еднината? Дефинитивно бизнис на еднината. Мојот одговор е да.
Значи имаме револуционирана технологија која што го минува начинот, ќе го смени начинот на живот целосно, значи не зборуваме само од финансиски аспект, него зборуваме нека криптовалутите секојдневно се генерираат нови криптовалути токени кои што се користат за секакви цели, значи не само за платежни цели, него значи за начинот на кој што начинот на кој што ги нудиме нашите производи и услуги. Конкретно во Хрватска сега има еден проект кај што они продаваат токен преку кој што се преку блокчейн технологијата се возможува да се верифицираат документи и дипломи. И сега, ако јас сакам да почнам некој бизнес, значи ајде да тргнеме да го тргнеме малку вниманието на кратко ќе биде вниманието тоа нели биткоин, пари, едно друго трето, значи ако јас имам фирма и сакам да направам некаков производ кој ќе биде базиран на блокчейн технологија и луѓето за да може да го купат мојот производ ќе треба да купат од токените кои што јас ќе ги генерирам. Сметам дека да, тоа води до второто прашање, дека криптотрговијата треба да се регулира, затоа што не зборуваме само за начин на плаќање преку идентитет, него збориме за нова технологија која што ќе го револуционира целиот начин на кој што гласаме, купуваме, начин на кој што водиме медицински досиеа и многу понатака, значи начин на кој што буквално се што работиме, се што купуваме, се што правиме ќе биде базирано на таа технологија. Комплетно да се дигитализира. Апсолутно, да, тоа е еднината. Симуновски, краток одговор, дали е бизнис на еднината или коцка и дали треба да се регулира оваа дејност во Македонија? Јас би рекол не само бизнес, туку ќе биде секојдневие дефинитивно, затоа што природата што начинот на таа технологија што ја носи ова децентрализираност. Јас морам да ја спомнам пример NFTs. Тоа е сите уметници во цел свет можат да продаваат своја музика без некои други куќи, продукциски куќи, своја музика, свои авторски дела. DeFi технологијата, односно децентрализираните финансии што нудат многу подобри услови од сегашните банкарски услови и може секој да ги користи и најбитното, луѓе што живеат во сиромашни земји, како што се во Африка, немаат аксес до банка, немаат пристап до пари. Ова пример најдобар е Нигерија, 30% луѓе користат криптовалути од свој код wallet на децентрализирани финансии и на централизирани финансии. Само пристап на интернет треба. Така да, ова е дефинитивно револуционерна технологија и финансии што ќе го смени светот, лицето на светот, а банките што сакаат да опстојат понатака, ќе морат да го имплементираат криптовалутите, односно блокчейнот, што го носи тоа токенизација што ја носи блокчейнот како појава. Во таа смисла, веројатно, треба сугерирате да се озакони и да се регулира дејности во Македонија. Апсолутно, има еден пример тука во Шпанија. Сантандер банката размислува да ги нуди биткоинот на своите клиенти. Сантандер, најголемата банка, една од најголемите банки во Шпанија. Така да, дефинитивно имаме такви примери многу и ќе следат такви примери. Кој што ќе влезе порано во ова, ќе може да обстои, а тие што ќе одбиваат може само да пропаднат. Апсолутно. Јас како скептик по природа, односно љубопитен како новинар по професија веројатно и малку ја застапувам онаа теза и на Бојан Цветановски, би прашал зошто криптовалути кои се продуцирани, односно пуштени во промет од некој непознат или Добре, само за биткоинот е непозната, значи на пазарот има Во ред, меѓутоа пак станува збор за физичко лице, за човек, не станува збор за институција. Во исто време се поголем е бројот на земји кои пуштија или подготвуваат да пуштат во употреба дигитална валута, односно својата домашна валута, да ја дигитализираат. Дали тоа не е едината? Дали не се едината дигиталните валути на централните банки наспроти овие криптовалути за кои зборуваме? Так. Значи, едно е јасно дека ќе девалвира се повеќе и повеќе, полека ќе изноа до потреба. Зашто криптовалутите земаат се поголем замав? Затоа што народот се повеќе има недоверба во централните влади. Значи, при секое неконтролирано изголемено принтање на пари, значи се случува да имаме инфлација на цените, кое што воопшто не доведе до инфлација на цените, а народот тоа го гледа и се помалку има доверба во владата.
кое што допринесува да преку криптовалутите, преку биткоинот, тие веруваат во нешто кое што самите тие го создаваат. Значи биткоинот е ограничен ресурс и они знаат дека има само 21 милион биткоин кои што ќе бидат на располагање на пазарот и они веруваат токму во тоа бидејќи е децентрализирано и они го управуваат. Вредноста му расте според понудата и побарувачката. Значи исто да го земеме примерот со на запад имаме секојдневно читаме позитивни вести како милиони долари се вбризгуваат, се инвестираат во нови проекти кои што се базирани на блокчейн технологија. Значи имаме најголемите банки во Америка веќе го воведуваат криптото како дел од производите на своите клиенти, значи да може они да чуваат биткоин во на своите сметки. И сметам дека народот нема веќе доверба во владата. И токму ради тоа они решаваат да направат дисрупција на пазарот каде што они сами ќе управуваат со своите пари. Значи преку оваа децентрализирана платформа они одлучуваат самите што ќе прават со парите, кога ќе плаќаат, како ќе плаќаат, на кого плаќаат, без некој да ја управува со нивните пари. Додека во банка, доколку јас сакам да извршам обичен трансфер, банката има право да одлучи да ги замрзне моите пари под предпоставка дека можеби има некаква сомнителна трансакција и се додека не докаже дека значи трансакцијата не е сомнителна, но ќе ги чува моите пари под залог и сега преку децентрализираните платформи се трга тоа влијание на банките. Дарко спомна дека во Шпанија може со виза картичка на обичен банкомат да ги повлече парите од неговиот виртуелен паричник, односно од паричникот за криптовалути. Зошто во Македонија не е тоа случај негде во регионот? Може да се случи истото во земјите во регионот, во окружувањето, како е? Значи зашо во Македонија? Добро прашање зашо во Македонија, зашто се додека Народна банка не даде јасна насока која што банките ја бараат на кој начин тоа да се регулира, значи Народна банка даде насока. Се до тогаш тие 10.000 луѓе што ги спомнавте во Македонија кои имаат надворешни платежни институции преку кои што ќе ја извршуваат целата. Или се упатени во оние неколку менувачници што се во. Апсолутно да. Значи колку побрзо банките станат свесни дека криптовалутите се класа на средства кои што ќе останат на пазарот и колку побрзо го сватат тоа и се едуцираат соодветно за да знаат какви политики и процедури треба да воведат во банкарското работење, толку побрзо они ќе имаат само профит од тоа, затоа што ќе земаат провизии. Цветановски, визијата на Поповски и на Симуновски од прилика ја разбрав. Каква е вашата визија? Како се ова ќе заврши, бидејќи вие сте па скептик во однос на иднината на криптовалутите? Да. Ќе престанат да постојат, ќе исчезнат, ќе ги снема како што се појавија? Не, добро, видите, значи биткоинот сега да збориме за него бидејќи неговата пазарна капитализација е најголема. Значи неговата пазарна капитализација е дупло во однос на втората валута што е после него. Значи тој е најраспространет. Значи ние сега се наоѓаме во некоја фаза нели на еуфорија и на реклама на биткоин, да кажеме не сакајќи она суптилна реклама, односно така се бараат нови инвеститори во валутата, така. А тоа е и целта. Значи што поголем круг на луѓе да инвестираат да бидат офатени во тој, да кажам, во тој круг, кој што нели како што кажавме, таму немаме создавање на нова вредност. Значи имаме само прилив на капитал или одлив на капитал. Значи сега во моментот имаме прилив на капитал, затоа и расте биткоинот. За тоа што новите инвеститори ги финансираат тие што вложиле претходно. Извини, како ги финансираат? И тој ќе функционира така, значи ќе расте вредноста, значи пирамидално. Да, пирамидално е. Тука немаме создавање на нова вредност ние. Значи имаме само влез на капитал и излез на капитал. Ама вредноста ја создаваме ние. Значи колку вреди оваа чаша вода? Не, значи види сега. Значи он не е покриен со комодитис. Значи со реални стоки, со GDP-то на било која држава не е покриен. Не е покриен со комодитис исто како и било која фиат валута. Значи ни динарот е покриен со нешто, нити доларот, нити еврото. Дали они се покриени? Апсолутно, американскиот долар е во пораст или во пад во зависност од GDP на Соединетите американски држави, од каматната политика, значи од некои насоки. Растот на криптовалутите е чисто од прилив на нови средства. Значи понудата и побарувачката ја диктира цената. Значи ние можеме да кажеме дека оваа чаша вода вреди 10 динари, но ако се наоѓаме во пустина, тоа беше една добра од еден мој пријател, една добра компарација, значи ако ние се наоѓаме во пустина, сигурно би дале можеби $1000 за да се напиеме една чаша вода. Значи пазарот, значи цената се диктира врз основа на понудата и побарувачката. Се додека имаме зголемена побарувачка, а понудата на биткоинот не ограничена, неговата цена ќе расте. Ние сега тврдиме дека биткоинот е скап, значи што ќе биде после пола година или година кога цената на биткоинот ќе достигне $200,000? Дали тогаш нема биткоинот да биде скап? Бидејќи треба да привршуваме, последното прашање би било веројатно за сите.
Вие сакате повеќе да зборувате за биткоинот и како би ги советувале прашањето како инвестициски советник, како банкар, како човек кој ги анализира финансиските пазари, ако некој човек има одредени пари на располагање, не за да се задолжува, не станува збор за задолжување, туку каде е најполезно да ги инвестира, да купи недвижност, да инвестира во хартија од вредност, акции на македонската берза да купи, реков да купи стан или имот, земја, да ги чува во банка, каматите се ниски, знаеме, или да купи криптовалути. Тоа е прашањето за Бојан. Прашањето за вас кои верувате во иднината, веројатно одговорот би бил да се купат криптовалути, а во таа насока би прашал дали Cardano, дали Polygon Matic, дали Ripple, Solana, Tether, Binance, која освен таа биткоинот како најпопуларна е, најпотентна, односно посакувана за инвеститорите и со најголем потенцијал за раст во наредниот период. Цветановски. Видете сега, нели, криптовалутите секако би ги земал тука од како во вид за како некоја можност за инвестирање. Значи, на друго, да кажам, другите класи на инвестиции, пред се зависи од од самиот инвеститор, од неговата можност да се изложи на ризик. Може да направи одредено портфолио на blue chip акции, на оние што се првокласни акции, на поризични акции и така натаму, значи може да инвестира во недвижни, значи едноставно зависи од капиталот, од едукацијата на личноста и неговата спремност да прифати ризик. Добро, бидејќи знаеме дека граѓаните чуваат големи суми пари како депозити, а каматите се ниски. Што им советувате на тие луѓе? Да ги извадат парите за да им носат повеќе профит, за повеќе да им растат? Видете, сега може да се инвестира во акции во светот, значи било каде. Значи таа опција за граѓаните е отворена. Таа инвестиција е посигурна од инвестирањето во криптовалути. Видите, за тоа кажав, кој ризик можат да го прифатат. Значи може да додат во blue chip компании кои што нели се стабилни, се со да кажеме високо реноме, може да идат во поризични компании и најризични компании. Тоа е, значи, иако во овој свет во кој живееме, пандемијата ни каже дека ништо нема сигурно и ништо нема известно. Видете сега, криптовалутите флуктуираат дневно и до 10%. Значи плюс минус. Сега, например, за биткоинот тие што купиле на $65,000, они сега 59,000. Сега како се чувствуваат, тоа ете. Каде луѓето што имаат пари да ги вложат своите пари? Да, Поповски ќе завршиме со да. Јас сакам да дам една порака дека луѓето треба да инвестираат и што попрво да почнат да инвестираат, зашто треба да научиме дека парите треба да работат со нас. И колку побрзо и колку во порани години почнеме да инвестираме, ќе создаваме актива. Значи, наместо да правиме трошици, ние треба во раните години, од како ќе почнеме да добиваме приходи, да наместо да трошиме, да создаваме активи, односно да правиме инвестиции и кога таа актива долно ќе се зголеми, да на нас не носи приходи, за да можеме ние да имаме некаков нормален живот после пензионирање. Сега, кога стана збор за инвестиции, без разлика за која класа на средства се работи, дали се акции, дали се комоди, дали се стоки, дали е крипто, ризикот е секогаш тука. И она што треба да ги советуваме сите е да бидат спремни дека тие пари може да ги изгубат. Секако ризикот е пресметан. Ја не викам дека ако инвестираш $1,000 дека ќе ги изгубиш сите $1,000. Значи има стратегија со која што ти знаеш дека да ризикуваш дел од парите, но не ги ризикуваш сите пари, да не навлегам многу во тој дел. Значи, сите знаеме дека треба да има диверсификација на инвестицијското портфолио. Еве, Симуновски, кажете вие, вашите клиенти, што им порачувате, каде да ги вложат своите пари, која криптовалута да ја купат, која е со најдобар потенцијал? Јас веќе 2 години работам активно како портфолио стратегист, значи тоа го имам правено со многу фирми, дури и тука во Шпанија и во Македонија фирми, лица физички многу што го имаат правено тоа, но меѓутоа ова сакав да го спомнам на преска. Значи прво, ова е порака за сите луѓе да разберат што гледаат, дека фиат валутите, парите од банката немаат никаква подкрепа. Тие се на воздух, не држат никаква подкрепа, немаат реална вредност. Прво, а второ, да се разбере, криптовалутите, самите инвеститори, како што влагаат инвеститори повеќе, како што се шири адаптацијата, а оваа адаптација е посилна и појака од ширењето на интернетот, можете да ги проверите сите статистички потоци, значи така ќе расте вредноста. Но меѓутоа, многу е битно, кога се вложува во криптовалути, луѓето мора да имаат основна едукација. Јас сум за тоа уште на школа треба децата да се едуцираат за своја независност, за ова децентрализирана што ја зборуваме и што ја носат криптовалутите и блокчейнот како појава. Значи, ако правилно се едуцираат и ако ги бираат правилните проекти,
секогаш ќе биде во добивка. Јас пред 7 месеци во интервју спомнав за Солана, Солана беше тогаш 20 долари, сега е 212 долари. Ако се прават правилните избори во криптовалути, нема загуба. А ако се вложува во спекулативни меме токени како Shiba Inu, можете да бидете многу ќар, но може и да пропаднете. Али ова не важи за биткоин, пошто биткоин е презентација за дигитално злато, не е платежно средство. Има други коини што се користат како платежно средство за секојдневна употреба и трансакцијата трае 2 секунди. Симуновски, ви благодарам многу за овие размисли. Се надевам дека ќе имаме пригода и за подетални анализи, конкретно да зборуваме за криптовалутите и да ги советувате и нашите гледачи како да ги инвестираат своите пари. Поповска, ви благодарам многу за учеството во емисијата. Цветановски исто и вам. Благодарам. Се надевам ќе имаме можност во друга пригода и за подетална анализа на состојбите. Мислам дека кажавте се и дека сте задоволни. Сигурно има простор да оставиме за следен пат, да оставиме нешто. Имавме продуктивна дебата. Така е.